Добар ден, криптоентузијасти, во последниот дел од апдейт на портфолио, каде што ќе разговараме за VeChain VET, Optimism OP, Alchemy Pay ACH и Audius Audio токените. Тоа се 4 последни токени од нашето портфолио кои што имаат, да речем, некоја значителна локација. Да, овдека си уште неколку, како што се, например, IOTA и XDC и Quant, но едноставно премногу е, значи, рачунете, ова е 4-то видео, понатаму ќе ги спомнеме и тие потенцијално, но сега моментално едноставно на вистина ќе биде премногу материјал. Така да се задржуваме нови 4 коини кои што ќе ги обработиме денеска, како и до сега кои што ги обработивме претходните. Со тоа што нормално, како и секогаш на почетокот имаме некои интересни наводи кои што сакам да ги споделам со вас. Уште еднаш, значи, на оние кои што се тука во Малта, значи веќе имаме организирано настан. Тоа е на 27 ноември, каде што практично ќе имаме уште едно предавање, че ова е 6-то мое предавање во CryptoHub Малта. Нешто интересно што можам да го споделам, што е нормално нешто што може нашата заедница да го знае. Значи, смело преговори со CryptoHub Малта, они сакаат да направат едукативна материја. Погодете кој ќе ја прави материјата. Значи, очигледно за таа работа нема проблем. Мајстори сме, нема муавет. Значи, ќе видиме, затоа што јас веќе имам спремно, пак ќе напоменам, курс од 10 видеа кои што се обработени како презентации. Тоа веќе го имате добиено на нашиот канал, но едноставно нема време да ги направам во англиска верзија, затоа што сакавме тоа да го направиме со соодветен видео едитинг, но едноставно нема време и затоа одлучивме нема поента да почнуваме англиски канал сега во најдобриот дел од bull маркетот. Многу е подобро и јас прво преферирам да се посветиме на македонскиот канал. Поради оваа причина се посветуваме само на македонскиот канал, евентуално ако правиме некаков тип на едукација, тоа ќе биде направено во соработка со CryptoHub Малта. Уште еднаш, тоа е најголемата организација во Малта за крипто. Така да, очигледно нашиот глас доста важи овде. Оние кои што доаѓаат со нас на предавање знаат како не гледаат и кои сме во CryptoHub Малта, но како и да е, значи тоа е доста интересно. Верувам дека ако сте во Малта ќе биде доста добро, да речем, искуство за вас. Значи е, па ќе кажам, малку стендап, малку едукација, значи е доста интересен настан. 27 ноември во 7 часот, практично во 8 почнува самата презентација во Сохо The Strand во Гзира. Тоа е во однос на CryptoHub Малта. Битна работа која што би сакал да ве замолам сите да ја направите, мада малку е веќе касно кога ќе го добиете ова видео, но од друга страна, значи, ова е за сите оние кои што нови на каналот да видат како функционира. Значи, кога ќе видите било каков тип на гласање на нашите социјални мрежи. Ние немаме гласање само на Facebook, значи имаме гласање на Instagram, и на Twitter, и на YouTube Community табот. Идејата е да ја инволвираме заедницата што може повеќе. Значи, секогаш кога ставаме гласање е со цел заедницата да одлучи што сака да гледа. Значи, на крајот од денот овој канал е направен со цел да помогнеме на македонската заедница во светот. Така да, кога ќе видите на нашиот канал дека имаме одреден тип на гласање или кога ќе ви најавам во шорт дека имаме гласање, пожелно е да отидете и да ни помогнете со ваш глас, со цел да утврдиме кој е, да речем, темата која што највеќе би сакале да гледате. Прост пример за тоа се денеска имавме 4 гласања со цел да утврдиме како ќе се движи работата на каналот од сега па натаму во следната недела, со тоа што очигледно за специјално неделно видео, како што можам да видам сега за сега, е во водство трговска и тарифна војна, каде што ќе разговараме за моменталната ситуација, посебно со доаѓањето на Трамп, затоа што Трамп најавува посебни тарифи за сите оние кои што се на страната на дедоларизација, така да тоа ќе биде нешто многу битно, кое што ќе мораме да го споделиме, и моменталната војна помеѓу Европа и Кина, Америка и Кина во однос на тарифи со цел да се заштити сопствената индустрија, сопственото производство, така да ова ќе биде доста интересна тема. Сега за сега, како што можам да видам, истата води, така да голема е веројатноста дека ќе ја проследите оваа тема во специјално неделно видео. Гледа, значи, заедницата одлучува, јас само работам во името на заедницата. Потоа, во текот на петок имаме лайвстрим, како што можеме да видиме техничка анализа на алткоини очигледен победник, каде што, значи, ќе верувам дека вие гледате ова видео во сабота, така да за оние кои се опатрено заедницата веќе го имаат добиено ова видео. Значи го направивме уште четврток од вечерта, но затоа што имавме договорено лайвстрим во петок, едноставно премногу материјал е, затоа одлучивме ова видео да го добиете во сабота на нашите канали, а како што кажаме, значи патрено заедницата ги добија овие материјали порано. Така да, очигледно веќе го имаме направено овој лайвстрим.
каде што претпоставувам, нели, затоа што го гледате во сабота, е направено во четврток, веќе сме направиле техничка анализа на алткоини по ваш избор. Значи вие ни кажувате кои алткоини сакате, а ние правиме техничка анализа на истите. Дополнително за следната недела, очигледно без ниту еден глас против, ќе имаме алткоин недела во која што прво ќе бидат обработени токените Horizon Zen. Тоа е токен од претходниот блок. Односно за они кои што не знаат како да функционира, добро е да објасниме сега. Значи идејата е дека буквално кога имаме алткоин недела, прво тоа го правиме со ваков тип на блокови. Значи ние правиме блок од коини кои што вие ги предлагате. Значи имаме најчесто ваков тип на постови каде што вие практично предлагате алткоини, сега ќе ви покажам како тоа изгледа. Значи ќе ви покажам еден таков пример, само да видам каде имаме последен пат такво нешто. Мислам дека е ова, ако не се лажам. Значи овдека практично ви даваме вие да ни дадете предлог, како што може видите овдека, вие давате предлог, одредени коини и токени на ваков тип на пост, а потоа ние истите ги обработуваме. Со тоа што ваквата обработка ја правиме, значи ги бираме оние најдобри 4 кои што препоставуваме дека нели има најдобар потенцијал, повторно тоа го правиме со соодветна анализа која што ние ја водиме на каналот и според тоа ви даваме да гласате по кој редослед истите ќе бидат обработени. Не заборавајте, имаме обработено повеќе од 90 коини и токени на нашиот канал. Како изгледа еден блок? Значи кога имаме алткоин недела, целата недела ја посветуваме на обработка на овој блок. Односно, еве како изгледаше претходниот пат на 7 октомври. Таа недела имавме обработка на 5 токени кои што беа обработени. Единствен кој што не успеавме да го обработиме е Zen. Имавме еден коин претходно и овие 4 беа обработени и остана Zen да биде обработен следната недела, тоа ќе биде очигледно од понеделник. Со тоа што почнуваме со Horizon Zen, потоа ќе го обработиме Коти, тоа е токен кој што дефинитивно мора да го обработиме, има огромен потенцијал и затоа го ставив прв во овој блок, а нормално според вашите предлози ги обравме најдобрите 3 кои што мислам дека на вистина имаат солиден потенцијал, а тоа се Pit Network, Pit, вториот по големина Oracle, Kudos, последниот член на Аси алијансата и Flow. Многу пати зборуваме за овој токен затоа што истиот е еден од најдобрите по скрипти. Постојано го зборуваме во секоја Altcoin Вести видео и редно беше да го обработиме, така да за следната недела пак ќе напоменам, откако ќе го обработиме Horizon Zen, ќе го обработиме Коти и потоа ќе преминеме на Pit, па Flow и Kudos според вашите гласови. Со тоа што пак ќе напоменам, вашите гласови се клучни за работата на нашиот канал, секогаш кога ќе видите ваков тип на гласање, ќе ве замолам да гласате. Со тоа што еве како изгледа тоа на нашиот канал, значи во оваа плейлиста, тоа е исто така многу битно, гледам дека многу нови луѓе се приклучија и ова е битно да го знаете. Односно, оние кои што се нови на нашиот канал, а не знаат што и каде да најдат, значи во оваа ситуација сите коини и токени кои што досега ги имаме обработено, може да ги најдете во оваа плейлиста, така наречена анализа на коини и токени, каде што детално правиме директорија на сите овие најголеми проекти во криптосекторот на македонски јазик, за сите македонци да можат да се познаат со овие проекти на својот мајчин јазик и при тоа да одлучат дали потенцијално би сакале да инвестираат во некој од нив. Со тоа што оваа директорија ние градиме повеќе од година и половина, значи само со цел да бидеме подготвени за овој bull market. И уште еднаш ќе напоменам, сите нови проекти кои што досега ги имаме обработено, може да ги најдете овде. Прво проверете овде, па потоа прашајте ме за некој коин. Значи прво може овде каде ги најдете, а потоа предложете ги ако веќе не се на оваа листа. И идејата беше да направиме 100, значи се наоѓаме многу блиско, треба да преброам колку имаме до сега направено, сме многу блиску до оваа иницијална бројка која што за мене беше една од првите цели, да изработиме и анализираме повеќе од 100 коини и токени. И нормално, како што веќе кажавме, значи овдека е и нашиот попус за Black Friday за сите оние кои што сакаат да станат дел од нашата заедница. Односно, како што веќе кажавме, значи Patreon заедницата е нешто многу добро кое што моментално го работиме, а тоа е практично место каде што може да добиете сите овие материјали прво. Значи, како што веќе кажавме, ова видео уште од четврток од вечерта беше достапно за нашата Patreon заедница, како и многу други материјали. Веднаш што ќе бидат изработени ги доставуваме за нашата Patreon заедница на оваа апликација. Така да на оваа апликација можете директно да ги следите сите материјали кои што ги произведуваме, како што ги произведуваме веднаш. Дополнително, една од позитивните работи кои што овдека имаме, што на вистина јас можам да кажам дека сум крајно изненаден позитивно, а тоа е нашата заедница. Значи, нашата заедница моментално функционира безпрекорно.
Односно имавме толку многу голема активност што моравме да ја поделиме активноста на 4 различни групи, на соодветни 4 различни теми, каде што, како што може да видите, значи премногу информации и премногу значи постои имаше на една група и на гласање на самата група одлучивме тоа да биде поделено на 4 различни групи, каде што имате 4 различни дискусии на 4 различни теми. Значи, заедницата моментално можам да кажам, навистина ова е прв таков пример на Балканот да имаме професионална заедница на инвеститори, каде што буквално, како што може видите и сами, значи заедницата помага еден на друг во се што практично ве интересира. Е прост пример, значи погледнете, 19 одговори на едно прашање на еден наш член за купување на Ledger. Значи, сакам да ви кажам дека во ова е моќта, заедницата е моќта. Значи, едноставно имате повеќе од 100 луѓе кои што имаат буквално повеќе од 200 очи и можат да донесат многу информации, многу едукација, да одговорат прашање кога јас тоа не можам да го направам, погледнете. Значи, ако мене ме прашувате, јас сум крајно импресиониран, вака се гради заедница, значи зборувам за сите овие членови кои што помагаат ова да биде волку успешно. Имате директни пораки до мене, значи јас сум уклучен во секоја од овие дискусии, дополнително може да ми пратите директно порака и еднаш месечно правиме посебен тип на подкаст во кој што значи сите овие членови се уклучени на Microsoft Teams заедно со нас и јас одговарам на сите нивни прашања лице во лице. Значи директно разговараме еден со друг. Со тоа што, како што веќе напоменав, сите овие практично привилегии може да ги добиете доколку сте дел од нашата Patreon заедница. Многу едноставно, значи линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипцијата на секој од нашите видеа, вклучувајќи го и ова, како и нашето Black Friday видео, каде што објаснуваме како може да го примените овој попуст. Значи моментално имаме 30, 50, 70% на трите категории на членство кое што го имате во Patreon заедницата, така да приклучете се на единствената и најголема во оваа ситуација, би рекол, професионална заедница на инвеститори на Балканот. Значи овдека буквално помагаме еден на друг. Сега, ја мислам дека доволно долекувавме, објаснивме се што имаме да објасниме. На крај, пред да почнеме со анализа, уште една битна работа, значи исто така и ова беше информација која што добивме од самата заедница. Значи само што почнаа со Black Friday сделки на Ledger. Јас овдека нема сега да ви досаѓам, немам никакви линкови, немам никаков договор со Ledger, само ви кажувам дека е еден од оние новчаници од кои што сум јас многу задоволен, јас лично поседувам еден и на сите своји новчаници имаат големи попусти, така да погледнете, мој совет, ќе оставам линк до директно до нивната Black Friday сделка, затоа што може да видите дека имаме на вистина ниски цени на леджери, значи зборуваме на cold wallet кои што се многу потребни заради ваша лична безбедност. Така да би ве замолил, погледнете, размислете, некогаш 47-50 евра се ништо во споредба со тоа што може да изгубите доколку ги чувате вашите средства на централизирани минувачици кои што можат да пропаднат. Така да бидете внимателни и обезбедете се самите себе си. Првиот коин кој што ќе го разговараме денеска е VeChain. Поздрав до Бобан Досев, он ни е VeChain човекот во заедницата. Значи си имаме ние по еден човек за секој од овие проекти, верувале или некој што едноставно тој им е омилен проект, има највеќе информации за него, вклучувајќи го нормално нашиот и единствен Анджело, кој што е голем љубител на IOTA. Овдека ги имаме Гоце и ICP, како и Филип Чолаковски и Каспа. Значи тоа се оние луѓе кои што се до коска со своите проекти. Како и да е, значи за VeChain има многу пофални зборови, значи ова е еден од оние проекти кои што имаат посебно место во нашето портфолио во однос на она што посебно го прават. А тоа е логистика и тракинг. Значи моментално најдобриот проект за логистика и тракинг во нашето портфолио има 2,4%, малку повеќе овие денови, после нели не заборавајте дека ова е скриншот на нашето портфолио од 17 ноември, така да малку се промените работите од тој момент. Со тоа што, значи, истиот VeChain спаѓа во Internet of Things. Значи, и понатаму логистика и тракинг е дел од Internet of Things, каде што истиот е и најголем дел од оваа категорија со 2,4%, останатите имаат помала. Да, го стаса, значи, овдека H-bar да бидеме реални, но како и да е, значи, во оваа категорија истиот е најголем по market cap. Значи, дупло е поголем од сите останати, како што можеме да видиме овдека, конкуренти, и покрај тоа што е дупло поголем, сега јас ми коин, како што ќе кажеме, немам нешто посебно пофални зборови за истиот, малку не е успан тој проект, но еве, Helium, HNT е многу солиден проект, IOTA многу солиден проект, но и покрај сето тоа, истите се една половина, па и помалку од една половина и една петина
од маркет капот на VeChain. VeChain е на вистина гигант. Ќе објасниме зошто. Прва и најбитна работа, како што ќе кажеме, во својата категорија е апсолутен шампион, а не е ниту голем проект. Значи станува збор за мал проект од 1 до 5 милиарди долари маркет кап. Со тоа што погледнете кои партнери ги има. И ова е само, значи сега ова е на некој начин најновото што можеме да го најдеме до 2024 година, со тоа што значи многу битно што треба да забележите е дека не се ова партнери само од Мурика. Значи многу битно. Погледнете. Ова се партнери од глобална сфера. Погледнете. Значи ова е една од најголемите логистички и консултантски фирми PwC worldwide, значи погледнете. Сега ова се дури и кои што не ги ни знам, но се кинески, огромни кинески корпорации, значи јапонски, како што може видите, директно владата на Кина, многу битно, ќе го спомнеме понатаму. Кина, значи многу битна работа. Светски, ова е германска фирма, како што може видите, светски, но е германска фирма, како што може видите, BMW, мислам дека знаете многу јасно кои се. И сега нели, понатаму ако продолжиме овде има уште многу, но која е идејата? Значи која е идејата? Погледнете, значи ако вртаме има уште еден тон компании кои што ги имаме надолу. Каде е најбитниот дел? Значи, логистика е потребна на секоја компанија. Без разлика дали има производство, дали нема производство, дали е консултантска, дали е нешто. На сите им е потребна логистика и тракинг, се разбираме. А како VeChain не постои компанија во светот која што има толку добар софтвер за логистика и тракинг. Нормално погледнете го видеото каде што детално објаснуваме која е поентата на VeChain, како што функционира, што е нели неговиот консензус, кој што е нормално поинаков и уникатен, но погледнете, значи во однос на тоа каков тип на индустрија станува збор, значи ова се најголемите компании кои што му се моментално клиенти, погледнете. И тоа овде ќе имате еден тон. Значи погледнете ги имињава, значи Breitling, Schneider, значи како што ќе покажеме, кинескиот Walmart што е огромен, така. Значи веќе да кажеме BMW и сега не заборавајте дека овде има огромни компании кои што ние не ги знаеме, затоа што ова се азиски компании. Тоа е едно од најпозитивните работи за оваа валута, затоа што ова не е валута која што е зависна од Мурика и незиниот капитал, се разбираме? Значи Кина има посебно се извинувам, VeChain има посебно место на глобалната сцена кога станува збор за логистика, но уште поеко е тоа што има кинеска врска, така би рекли. Така, значи која е идејата со оваа кинеска врска? Значи Кина моментално има бан на сите криптовалути, но и овој артикл тоа го покажува, јас постојано зборам за истото. VeChain функционира и е легален во Кина. Покрај тоа што целиот криптопазар е забранет во Кина. И понатаму VeChain е легален и се користи во Кина. Со тоа што овде ќе ви покажеме на нивната официјална страна, во еден од овие сегменти е буквално кинески орган, кинески државен орган. Значи, ова е кинески државен орган кој што моментално е буквално партнер на VeChain. Така. Значи, ова ви кажува колку е сестран, колку го има сегде во светот. Тоа е многу добро. Значи, јас зашто постојано зборувам? Јас сакам проекти како што е VeChain, како што е Cardano, како што е XRP, кои што се глобални, кои што се распространети сегде, а не да чекаме ние да му текне на Wall Street да инвестира за да добиеме профит. Не, напротив. Значи, децентрализација на портфолиото не може да биде само во однос со проекти. Треба да биде и во однос со тоа каде се држи овој токен, се разбираме? Polkadot би го спомнам исто така. Polkadot е многу популарен во азиските земји, така. Сега, дополнително, едно од поголемите подобрувања кои што ја направија е VBetterDAO. Че они направија свој Decentralized Autonomous Organization, каде што вашите VeChain токени овдека ви заработуваат други, сега нема да налогуваме премногу, значи за тоа направивме соодветен апдейт, може да го погледнете во плейлистата на анализа на коини и токени, со тоа што значи овдека во овој VBetterDAO вие практично може да учествувате во организацијата и работата на самиот VeChain проект. Значи, пак ќе кажем, ова може да го разгледате сами, нема да навлегуваме премногу детали. Друга битна работа која што спомнам пред само неколку време на каналот беше една исклучиво битна вест, а тоа е дека Европската унија, а верувам дека не само Европската, туку и сите останати големи заедници и земји во светот се движат кон истото ова правило, а тоа е да има Digital Product Passport, односно на сите продукти, без разлика дали станува збор за суровина, дали станува збор за готов продукт. Значи на сите продукти да има ваков дигитален пасош кој што треба да се води за овој продукт од самото негово настанување, производство до финалната конзумција во однос со тоа каков тип на продукт станува збор. Така. Зошто е ова толку битно? За да се знае
што и како моментално се случува во, да речем, индустријата, логистиката, нели, продажба, купопродажба и така натаму. И на тој начин една од главните причини зашто ова толку многу се прави е прво за да се знае колку е големо загадувањето од сите овие гранки на индустријата. А второ, затоа што многу полесно може да се води евиденција, посебно кога станува збор за опасни, отровни, скапи добра, се разбираме кога станува збор за ваков тип на продукти, со тоа што Европска унија планира да има ваков тип на технологија за сите своји продукти, ваков тип на дигитална технологија која што мора да биде блокчейн. Моменталната технологија не може такво нешто да води до 2027 година. Со тоа што моментално VeChain се спрема преку своја компанија во Лондон. Тоа е, само да ви кажам како, Vitonsberg компанијата, која што е базирана во Лондон, негов партнер, кој што треба практично да ја користи VeChain технологијата со цел да понуди решение на сите компании во Европа да може да користат VeChain за ваков тип на дигитални пасоши на продукти. Тоа ќе биде огромен вин за VeChain, се разбираме. Не заборавајте дека ова нема да биде само овде, во Америка веќе има ваков закон, со тоа што нема да си дозволат проект кој што е матично врзан со Кина да биде пристапен за вакви работи, да бидеме јасни. Тоа не го менува фактот дека јас верувам дека и понатаму, VeChain има голема шанса ова, замислете да бидете, вие сте најголема компанија, друга блокчейн компанија за вакво нешто не постои. И ако постои се премногу мали. VeChain има свое, како да кажам, досие, дечкото има репутација во оваа сфера, се разбираме. Со тоа што морам да кажам, посебно место има во моето срце затоа што е еден од главните спонзори на UFC. Јас сум огромен UFC фан, така да кога ќе го видам VeChain на самиот октагон, тоа е посебно чувство за мене, не знам за вас, јас тоа го чувствувам баш посебно. Сега, една битна работа, прво мора да се извинам на господин Жико од нашата Patreon заедница, затоа што заборавивме да направиме Algorand техничка анализа и сега ќе направиме прво Algorand техничка анализа, а потоа ќе правиме и VeChain. Знаете како друштво изморен сум, моментално е веќе 12 часот кога го правам ова видео, така да мислам дека нема да ми замерите, се случува некогаш, да заборавиме, но тука сме, не се секирате, ќе ги поправиме собствените грешки, гемиџијата работи не прекинува. Сега, што можеме да кажеме прво за Algorand? Тоа беше последниот проект кој што го работевме во последниот апдейт на нашето портфолио, каде што слично на останатите проекти можеме да видиме дека има огромен cup and handle, кој што моментално можеме да видиме дека е представен од оваа мета овде. Само да видам, вака од прилика, само што не сме ставили правилно, под прав агол треба да биде, од прилика вака ви дошло. Вака. Со тоа што првата мета која што очекуваме дека ќе помине и ќе достигне самиот Algorand после пробивањето на оваа голема формација е негде околу 58, од прилика околу 60 центи, што гледаме дека буквално е овој дел овде, каде што сме направили Dead Cat Bounce во 2021 година и буквално, ова било на некој начин последното ниво пред да влеземе во bear market. Така да ова е сосема нормално и верувам дека овде ќе биде, како што може да видите, сериозна препрека за придвижување. Погледнете, тоа не е само од овој, тоа е и од претходниот bull market, каде што гледаме дека во два наврати имал проблем да пробие преку ова месечно ниво. За сега да очекуваме дека ќе се врати до истото пред потенцијално да продолжи нагоре. Не можам да бидам сигурен и не можам да очекувам дека ќе успее да достигне нов all-time high, да бидеме јасни, тоа не успеа да го направи во претходниот bull market. Не можеме да бидеме сигурни, за Algorand сега зборуваме, не заборавајте, но не се знае никогаш, ова е проект во кој што јас длабоко верувам, погледнете го последниот апдейт на портфолио. Тоа беше последниот кој што го анализиравме. Јас верувам дека има огромен потенцијал, со тоа што не заборавајте дека истиот не ни почнал да се движи во овој bull market, на месечно ниво погледнете, само што добил прекашување на базичната нациганата линија, допрва ќе видиме скок на Algorand, со тоа што дури да достигне негде блиску до претходното all-time high, да речеме $1,5, од неговата моментална цена од само 20 центи, тоа би биле добри 8x, од прилика 7 до 8x, што значи дека воопште не е лошо во однос на она што ние купувавме Algorand на најниските можни цени во овој bear market и овде. Така да јас очекувам дека ќе има доста добар ефект овој bull market, овој кој, но не можеме да бидеме сигурни. Пак ќе кажам, мораме да видиме како истиот ќе се понаша во однос на нови партнерства, надградување на технологијата и така натаму, затоа го следиме будно.
Тоа беше во однос на Algorand, сега треба да направиме на VeChain, кој што веќе кажавме дека за разлика од Algorand очекувам повеќе од овој коин, да бидеме и реални. Слична конструкција можеме да видиме на VeChain, значи гледате едноставно техничката анализа е слична на сите овои коини затоа што имаат слични циклуси. Во исто време оприлика влегуваат во bear market, во исто време оприлика влегуваат во bull market, затоа што пак ќе напоменам, сите овие алткоини се водени од циклусот на биткоин и затоа е толку добро, бидејќи дури и лесно, да се следат овие циклуси, да се знае кога да се акумулира и кога да се продава. Така да тоа е едно од најпозитивните работи кои што можеме да кажем за криптосветот, кои што навистина ни помагаат да можеме да донесеме соодветни инвеститорски одлуки. Во оваа ситуација, значи во однос на VeChain, значи гледајте каква класична Head and Shoulders конструкција имаме формација, каде што очигледно погледнете, значи самата мета ја добиваме, погледнете негде овде, дури ќе го поправам малку, значи ова прилика би било вака, по прав агол со правата од која што практично мериме, со тоа што било кој од овие моменти да успее да го пробие нагоре, а видите VeChain како и останатите, тоа е она што постојано ви го зборам. Ако го споредиме ова со било кој од оние кои што веќе експлодирале, како Injective Protocol, Solana и останатите, има поинаква конструкција. За разлика од тоа, ова се коини кои што се уште не почнале да се движат нагоре. Погледнете. Значи, сивата линија на Market Cypher на месечно ниво ни покажува дека bull маркетот воопште не почнал за овие коини, се разбираме? Значи, доправо кога конечно ќе ја пробиеме оваа макро тренд линија која што се уште е пречка за придвижување на VeChain нагоре, значи и кога конечно ќе ги свртиме овие сиви линии да бидат бели на средните вредности на Market Cypher, тогаш конечно ќе може да зборуваме за почеток на bull маркет на овој коин. Со тоа што кога тоа ќе се случи, очигледно првата мета која што очекуваме и од оваа корекција нагоре, претходниот bull market, е негде околу 15 центи, што представува во исто време и 50% враќање од претходната корекција во неговото движење нагоре во следните мети, кои што очекуваме да бидат негде околу 1 до 1 долар и 20 центи, но тоа е најдобра можна ситуација за VeChain. Уште еднаш ќе напоменам, голем дел од овие коини, дури да се вратат до претходниот all-time high, тоа е профит кој што Wall Street може само да го сонува. Се разбираме? Значи, уште еднаш. Погледнете, моменталната цена е само 3 центи. Да се врати до претходен all-time high од 30 центи, тоа е 10x. 10x, знаете ли вие колку време треба да инвестирате и да чекате во било кој од овие најдобри компании на S&P 500 за да добиете 10x. Станува збор за 10-15 години, затоа што тоа е невозможно, се разбираме. Маркет капитализацијата кој што имаат тие големи корпорации, кои што се нели најсигурни и најдобри за инвестирање, е премногу голема за реално правење профит. За разлика од тоа, овдека ние тоа многу лесно може да го очекуваме, затоа што неговата цена моментално е 3 центи, за да постигне 10x неговата маркет капитализација треба да се покачи 10 пати. Од 2,5 милиарди, тоа е 25 милиарди, што е сосема нормално. Зошто? Затоа што претходниот bull market, за пример, највисоката вредност која што достигна Cardano, на пример, беше 80 милиарди долари. За проект како VeChain, кој што е најчесто во топ 20 во да речем најдобрите денови на bull маркетот, тоа би било сосема нормално. Значи 25 милиарди е ништо, верувајте ми. Со оглед на фактот дека сега Ethereum има 200, 21 десетина маркет капот на Ethereum што е сосема нормално, така? И тоа е само да се врати до претходниот all-time high. Затоа ви велам. Значи малите маркет капови нови алткоини се клучот зошто правиме толку добар профит наспроти тоа што потенцијално би го направиле во биткоин. Се разбираме? Значи пак ќе кажам, ова е најлоша варијанта. Јас зборувам во најлоша варијанта, VeChain потенцијално се врати само до претходниот all-time high. А каде е овде како истиот достигне овие 1 долар кој што ние ги очекуваме? Така? Значи од 3 центи до 1 долар тоа е огромен скок. Тоа е 33x моментално, се разбираме? Така да имајте го тоа предвид кога одлучувате во што инвестирате. Повторно, ова не е финансиски совет, само ви кажувам што и зошто купувам и која е поентата зошто на пример имаме многу помала алокација, затоа што неговиот маркет кап е многу помал, за разлика од маркет капот на пример на XRP и на Cardano, па затоа таму имаме инвестирано многу повеќе, затоа што на крајот од денот може да се случи овие кои што ви биле 2,5% на крајот да ви направат толку пари колку што ви направиле оние кои што има 15% во вашето портфолио и сте ставиле многу повеќе пари баш заради маркет капитализација, затоа што е премногу мала. Тоа е во однос на VeChain и неговата техничка анализа, а сега ќе преидеме на оптимизам. Ова е веќе проект кој што на вистина има голем потенцијал.
И сега ќе ви кажам и зошто. Значи, ние на почетокот инвестиравме во Optimism и покрај тоа што само 25% од неговите коини и токени се пуштени во Optec, за разлика од VeChain, например, каде што гледаме дека 90% од токените се пуштени во Optec. Така, затоа што е еден од постарите проекти на пазарот, тоа е уште една позитивна работа која што заборав да спомнам. За разлика од тоа во Optimism има само 20% од вкупната количина на токени е пуштена во Optec. Но зошто го обравме и покрај тоа што е толку нов? Пред да продолжиме моментално живо го следам чартот на биткоин, моментално е 99.000, верувале или не. Значи мора да искоментирам. Да, знам дека ова е малку касно кога вие ќе го гледате, но во секој случај значи 99.000 е нешто посебно кога станува збор за овој чарт. Го гледаме со години, бога ми да ви кажем право, јас сум доста добро расположен околу целата ситуација. Сега вака. Optimism моментално, како што ќе кажам, има само 25% од купната количина на токени пуштени на пазар. Но една од главните работи кои што мораме да исполниме за овој проект е дека е како и многу други во нашето портфолио со прв циклус. Кога имаме коини кои што се во својот прв циклус, најчесто има енормно добар успех, највеќе затоа што прво немаме луѓе од претходниот циклус кои што купиле на оние највисоки делови, па сега чекаат да продадат, што значи дека немаме таков тип на дамп, затоа што ова е нов проект и ефективно постојано е во нов all-time high, посебно кога имаме нов bull market. Така да тоа е првата причина, а втората причина највеќе поради Base. Значи, Coinbase одлучи својот Base Layer 2 протокол да го направи и да го сега за сега нормално да го држи на Optimism. Сега, што е овдека толку позитивно? Значи, се додека Base функционира на Optimism, тоа значи дека се што моментално се случува на Base протоколот е платено во однос на fees во OP токен. Се разбираме? И затоа ова е една од главните причини поради кои што одлучивме дека Optimism е добра опција за нашето портфолио, со тоа што сега веќе има многу повеќе, но ова беше првата која што се уште е така. Односно Coinbase не сакаше да има свој блокчейн и го користи Optimism како блокчейн за својот токен Base. Сега, дополнително, ако се сеќавате, пред само неколку месеци Soneum, односно Sony, лансираше свој Layer 2 на Ethereum на OP Stack, односно Optimistic Rollups, односно на Optimism. Што значи дека и Sony својот цел Layer 2 го базира на технологијата на Optimism и е дел од екосистемот на Optimism. Што значи, било која трансакција утре која што вие потенцијално би ја направиле на Soneum, ако на пример играте игри и сакате да купите скин на Sony, вие практично плаќате во OP, се разбираме? Затоа што Optimism е base chainот врз кој што е изградена оваа солуција, се разбираме? И Optimism, да не заборавиме, и уште една битна работа. Значи, Uniswap прави свој Unichain, кој што исто така ќе биде, верувале или не, изграден врз основа на OP Stack, односно Optimism Rollup Stack или Optimism. Така. Значи, ние моментално го имаме Base, кој што е дел од Coinbase, каде што моментално е најголемата количина на биткоини во светот, затоа што и BlackRock и останатите, со исклучок на Fidelity, моментално прават кастади на Coinbase. Значи, Coinbase е најголемата менувачица во Америка, а нивниот Base Chain е изграден на Optimism. Така. Второ, една од најголемите платформи за играње, Sony и Xbox се тие две, да бидеме јасни. Значи, другите може би имаат, но Sony и Xbox се тие две платформи. Така. И сега Sony одлучила својата Layer 2 да ја прави на Optimism. Како да не бидете расположен? Така. И згора на сето тоа, најголемата децентрализирана менувачица го гради својот чейн на Optimism. Така. Да не забораваме дека згора на сето тоа, Optimism моментално спрема една супер надградба која што се нарекува Super Chains, каде што се спрема да направи интероперабилност помеѓу сите Layer 2, не само оние кои што се изградени на него како Soneum и Unichain и Base, туку ова ќе биде и за Arbitrum, ова ќе биде и за Manta, ова ќе биде и за Polygon и за сите останати. Се разбираме? И ако ова успее, тоа ќе биде одлично за нашето портфолио, затоа што Superchain се очекува да почне да функционира во текот на следната година на почетокот и ваква интероперабилност ќе остави Optimism на мапата. Значи, за тоа е уште еднаш ќе напоменам, верувам дека е добра опција за нашето портфолио, со тоа што овдека на Dune, значи може да видите ефективно како изгледа активноста во однос на значи на сите различни Layer 2. Погледнете сега на многу интересна работа.
Ако погледнете, Optimism има моментално најслаба, да речем, погледнете, он има само 5 милиони трансакции, така. Значи 5 милиони наспроти Polygon со 19, наспроти Arbitrum со 14, Ethereum има повеќе трансакции од Optimism, така. Но Base има 44 милиони трансакции, а сите овие трансакции се на кој блокчейн? На Optimism, така. Што значи дека кој е на прво место овдека? Optimism. Потоа, во однос на апликација, ако сеќавате, не побитен е Polygon, тоа го кажавме уште во моментот кога го анализиравме Polygon во нашето портфолио, но кој е на второ место? Сега нормално овде ќе кажете па Arbitrum е на второ место. Па не е. Зошто? Затоа што Optimism има 318 апликации, а Base има 473, што значи дека заедно има повеќе од некаде околу 800 прилика апликации, така. Значи дека е над Arbitrum, затоа што пак ќе кажам, Base целиот протокол е изграден на Optimism, така. Што значи дека Optimism е на второ место по апликации во Ethereum екосистемот, така. И во однос на колку средства има заклучено на него, TVL, значи кој капитал е заклучен на него, можеме да видиме дека не е на најдобро место, сега тоа е тоа, не може да биде се нормално. Optimism се наоѓа на 14 место со 770 милиони, но воопшто не е лошо. Значи сега да бидеме реални, моментално Optimism е над Cardano, така, а Cardano е layer 1, над Torchain, кој што е втор по големина DEX на светот, така. Toncoin, кој што има 900 милиони юзери, зборуваме нели како Telegram. И сега ако продолжиме натаму, ќе видиме уште многу. Near протокол и така натаму, но зборуваме за сериозни 770 милиони. Но уште една битна работа која што исто така мора да спомнеме, е дека Base има 3,3 милиарди долари заклучени, така. А Base е изграден на Optimism. Пак, значи овој TVL, сакале или не, е заклучен на Optimism. И како што веќе кажав, значи Superchain се едноставно го заклучува, да речем, го заклучува договорот за нас, со тоа што пак е напоменам, значи ова е прв bull market. Првиот bull market најчесто е најексплозивен, тоа сме го виделе од многу примери до сега и очекуваме тоа да биде истата ситуација и овој пат. Со тоа што Optimism, не знам зашто, мислам дека е на неделно ниво. На неделно ниво имаме еден многу интересен канал. Значи, ако, погледнете, значи овој канал моментално беше практично, сега треба да го прилагодиме малку очигледно, значи да видиме како би изгледал, вака. Значи, оприлика, иако имавме, да речем, истиот испадна моментално надвор од самиот канал, оприлика пак се движи во таа некоја сфера на овој канал, со тоа што ја пак ќе напоменам, очекувам дека истиот ќе продолжи да се движи нагоре, барем до горната граница, тоа е најмалку што очекуваме. Значи, ако сеќавате, тоа ви покажуваме со Chainlink на првото видео на апдейт на портфолио, каде што Chainlink ние го купивме на $1, го продадовме на, не знам, 15-20, а отиде до 55, се разбираме. Тоа е оно што најчесто се очекува од коин во првиот bull market, но сега веќе знаеме, така. Со тоа што само од оваа последна, значи корекција, овдека погледнете, последната корекција би го донела негде до 14 до $15, така. Со тоа што значи ова е последната корекција од овој канал, а неговата вредност моментално е само 2. Што значи дека од овде нагоре имаме добри 7-8x, така. Значи тоа е оно што го очекуваме во најмала рака од овој коин, затоа што пак ќе кажам, неговиот маркет кап воопште не е голем, станува збор за 2,6 милиарди. Значи од овде 10 нека биде, тоа се 26 милиарди, што пак ќе кажаме смешно, посебно за потенцијално најголемиот bull маркет на сите времења, тоа може да биде и многу повисоко, но останува да видиме, јас пак ќе кажам што ова е некоја конзервативна очекувана бројка за мене. Пак ќе кажам, оние кои што се во прв bull маркет, јас очекувам дека ќе имаат многу подобар bull маркет од оние кои што веќе биле, како што пак ќе кажам овдека се Algorand, Cardano, VeChain и така натаму, но затоа и нашето портфолио моментално е поделено на, да речам, гледате колку диверзификација, значи имаме диверзификација по категории, имаме диверзификација на проекти во однос тоа дали се базирани во Европа, во Азија, во Америка, потоа имаме диверзификација на проекти кои што се веќе во втор, трет bull маркет, и проекти кои што се во прв bull маркет, пак ќе кажам. Alchemy Pay, Shen, VeChain се прв bull маркет, така. Значи овдека би го ставил и ICP нормално, затоа што е стварно нов, Ondo Finance е нов, ASI би рекол дека е нов, затоа што сега практично имаме нов чарт, што значи дека ова се коини кои што се сосема нови. Axelar исто така би рекол. Значи оприлика пола на пола не се коините кои што веќе имале
bull маркети, кои што ова е прв bull маркет нивни и реално очекуваме многу подобар перформанс од оние кои што имаат прв bull маркет, затоа и гледате дека најчесто тие се наоѓаат овде, така, се наоѓаат во многу помала количина затоа што очекуваме дека ќе имаат многу подобар bull маркет, затоа што се во прв bull маркет, како што веќе кажав. Сега следниот коин кој што ќе го разговараме е Alchemy Pay. Искрено ви кажувам, искрено ви кажувам, јас за овој коин очекувам дебела заработка. Зборувам дебела заработка. Значи ова е многу мал проект, морам да признам, беше пуштен до знаење од еден драг пријател на каналот, Дарко Јошев, од Швајцарија, значи секоја чест, дечкото уште одамна ме замоли да го истражам проектот, значи на вистина на место и не зажалив, значи ова е еден од проектите кои што ги купивме на многу добра цена. Значи Alchemy Pay моментално е дел, значи Optimism, да не заборавиме, е дел од нашето портфолио во однос на Layer 2. Значи Layer 2, како што може видите, тоа е практично Polygon, Pol и Optimism 5,84%. Значи сосема солидна локација, ако мене ја прашувате за Layer 2, а моменталниот проект кој што го разговараме е, како што веќе кажавме, Alchemy Pay, кој што е дел од DeFi секторот, затоа што ова е on и off ramp. Значи тоа е една клучна работа која што нема друг никој што ја прави освен Alchemy Pay, да бидеме реални. Значи како на глобално ниво, значи во DeFi секторот овде погледнете, значи тоест во lending and borrowing го ставив затоа што DeFi не е Uniswap, lending and borrowing не е Alchemy Pay, каде што прилика се слични, да речем, проектите кои што се наоѓаат во овие два проекти, во овие две категории, со тоа што Alchemy Pay е крајно нов. Значи зборуваме за многу нов проект, но веќе половина од токените се пуштени во опте. Така. Сега, една од најпозитивните работи. Значи, дали вие сте виделе било кој друг проект во нашето портфолио да има само 100 милиони долари маркетка? Не, така. Затоа што ние, кога станува збор за проекти под милиарда, ретко и обрнуваме внимание на овие проекти. Зошто? Уште еднаш ќе напоменам, значи јас не знам за вас, но јас не сум одговорен само за моето портфолио, јас сум одговорен за портфолиото на нашиот тим и за неколку лични портфолија на луѓе кои што ми се блиски, како пријатели, така и фамилија. Така. Што значи дека јас морам да бидам многу конзервативен во однос на одлуките кои што ги донесувам за овие портфолија за кои што јас сум одлучил. Така. И затоа да одлучам да ставам Alchemy Pay во нашето портфолио е навистина дебела одлука која што јас ми требаше часови и часови истражување за да одлучам дека навистина треба да го ставам овој профил во нашето портфолио. Овој проект во нашето портфолио. Сега, 116 милиони долари. Ова е ништо. Значи, гледате дека поголемиот дел од нашите проекти се барем околу 1 милиарда. Така. Зошто? Сега зошто? Значи, погледнете за волку мал проект. Колку само различни функционалности има и колку сериозен играч е во крипто сектор. Значи неверојатно, јас не можам да верувам. Погледнете, прва и најбитна работа која што истиот ја прави, како што веќе кажавме, е on и off ramp. Со тоа што вие може да направите ваш личен профил со sign in нормално, значи треба да поврзете ваша банкарска сметка и преку оваа банкарска сметка вие можете да ставате пари. Зборуваме преку оваа Alchemy Pay апликација, ова како онлайн банкомат, се разбираме, каде што може да го користите за да купите и продадете крипто. Сега, зошто е толку добар? Значи, на страна од тоа што вие може да користите директно како банкомат, погледнете сега овде по мене. Значи, добро, ова ќе го покажеме на крај, зашто ова е нова вест која што само што ја најдов, значи ова е ново и за мене, но погледнете само колку е голема оваа корпорација. Значи, Alchemy Pay лично како еден од најголемите провайдери на дебитни картички и on и off ramps, значи најголемите, се разбираме. Погледнете кои му се клиенти прво. Crypto.com, Coinbase и Binance. Така, со тоа што ова се само најголемите проекти кои што моментално функционираат како да речем им ги обезбедува системите за дебитни картички, така. Сега, другата работа која што мора да ја напоменеме е дека не е само дебитни картички, туку дека истиот како проект моментално има и погледнете. Погледнете го ова на пример, погледнете. Достапен е во повеќе од 50 различни фиат валути, значи низ целиот свет зборуваме, така. 170, повеќе од 170 земји е дозволено да, значи истиот функционира како веб страна, како онлайн банкомат, функционира во повеќе од 170 земји. Има повеќе од 300 плаќачки канали. Сега овде кога гледате, значи Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard и така натаму, сите се дел од оваа мрежа, верувале или не. Значи погледнете ги само. Значи, погледнете и логоа. Ова се payment provideri, така. Visa, Mastercard,
Discovery, добро, знаете, сега не е нешто посебно, но познате, така, Diners Club, ова одамна го знаеме, нормално, Apple Pay, значи ова сите овие го поддржуваат, верували не, Google Pay, значи сите овие може да ги користите за купување и продавање крипто, кои што моментално може да ги интегрирате со Alchemy Pay, очигледно на нивната страна. И сега овде како останеме, значи го имаше и СЕПА, оној трансфер банкарски во Европа и така натаму, значи погледнете колку ги има моментално. Така, еве го СЕПА. Сега, ако продолжиме понатаму, погледнете само на колку платформи моментално Alchemy Pay представува on и off ramp. Погледнете. OKX, тоа е трета поголемија наменувачица во светот, ако не се лажем моментално, веќе ги покажавме Binance и Coinbase. Значи, Near Protocol, Polygon, Arbitrum го користат за on и off ramp. Така, ова се огромни проекти, знаете и сами. Sui, да не зборувам. Така, погледнете само колку се и погледнете уште има. Значи, ова се само првите. Ево, прилика кои се партнери со тоа што овдека се и payment канали, партнери како компании кои што моментално го користат. Shopify, огромна компанија, on и off ramp, тоа е тоа што ви го кажувам. Значи на сите овие компании во крипто е on и off ramp моментално, токму Alchemy Pay. И еве каде се наоѓа моментално нивниот коин. Значи за 100 милиони, пазете. Значи има проекти огромни кои што не можете да го најдете коинот на овие менувачници, но Alchemy Pay го има и на Coinbase, и на Binance, и на Binance US, и на OKX, Gate.io и така натаму. Значи нема каде го нема, така, а имаме големи проекти кои што се уште го нема овој токен, така. Значи станува збор за стварно голема организација, а толку мал маркет кап. Значи смешен маркет кап, стварно да бидеме реални, така. Со тоа што уште една многу битна работа која што досега не ја спомнавме. Погледнете во кои земји има лиценца за трансфер на пари. Значи трансфер на пари тоа значи дека вие сте ефективно како банка. Така, значи оние settlement банки кои што прават моментално помирување помеѓу различни ентитети во различни земји. Така. Погледнете сега. Значи на страна од тоа што имаат обезбедено 8 од 50 земји членки на Америка имаат обезбедено ваква лиценца за трансфер на пари, дополнително тоа го имаат направено во Хонг Конг, Австралија, Јужна Кореја, Сингапур, Европа за тоа што се мика compatible. И 20 останати земји, ова се само најголемите. Значи 20 останати земји, само овие 20 се практично 1/10 од вкупната количина на земји во светот. Така, и ако ги додадете овие огромни, да речем капитални и популацијски центри, значи станува збор за огромна мрежа која што моментално ја посадува Alchemy Pay за on и off ramp. Значи крајно позитивно. И погледнете ова што мене многу ми израдува, сега го видов, верувам дека ова е нешто ново, до сега го немав добиено, го немав видено како информација, Alchemy Chain. High Performance Layer 1 Built for Payment. Што значи дека они ќе имаат свој Layer 1, планираат Alchemy Pay ACH токенот да биде Layer 1. Значи планираат да направат свој блокчейн. Ова е мене многу ме радува, ова искрено ви кажувам и очекувам многу од овој проект. Како што веќе кажаме, значи на страна тоа што има многу јака фундаментална анализа, техничката анализа е само почеток. Зошто? Значи може да погледнете и сами. Истиот е достапен од јануари 2022 година, што значи дека он има bear market, он bull market немал. Значи ефективно оваа огромна акумулација која што ја гледаме овдека, кога потенцијално ќе пробие, а очекуваме тоа да биде многу скоро, под прав агол, очекуваме да достигне мета моментално негде околу 20 до 22 центи, а има 2 центи. Значи тоа е само пробивање на овој триаголник. Уште еднаш ќе напоменам, тоа ние го гледавме, еве ќе го покажам за оние кои што потенцијално не го гледале, нема да го гледаат претходното видео, зборам првото видео, погледнете. Претходниот bull market на Chainlink е многу добар пример за тоа. Значи, ова што го гледавме сега, оваа последна корекција која што ја гледавме моментално кај Alchemy Pay, која што ја гледавме кај Optimism, ни дава мета која што, например, доколку сме го купувале Chainlink во претходниот bull market на, да речем, онаа корекција пред халвингот, ние би добиле, како што може да видите, цена од негде $4, а сме го купувале негде на $1, да речеме, така. А истиот достигна неверојатна цена од 55. Затоа ви велам, значи, многу често се случува овие коини да не можете да измерите колку потенцијално би растеле, затоа што се во својот прв bull market. Нема нешто што ги спречува од претходните bull маркети за да продолжат да растат.
И за крај, како и секогаш, сите оние кои се нови на нашиот канал, би ги замолил да го погледнат видеото на врвото на нашиот канал, кое што ќе им даде едноставно патоказ што и каде може да на оваа огромна едукациона материја, затоа што имаме повеќе од 1300 видеа и едноставно малку е збунувачки за сите оние кои што доаѓаат нови на нашиот канал. Додека во секој од нашите видеа прво би ве замолил доколку ви се допаѓа оваа материја, затоа што е буквално 0 евра по македонец, направена е со цел да помогнеме на што повеќе македонци да го најдат својот пат во овие инвестициски води, да научат многу повеќе за блокчейн, за макроекономија и геополитика, да буквално направите лайк, шер, сабскрајб, комент. Тоа се најмалите работи кои што може да ги направите да ни помогнете да расте нашиот канал. Значи на тој начин му помагате на алгоритмот како во оваа ситуација на YouTube канал, така и на сите наши социјални мрежи да ја споделува нашата материја да што повеќе македонци. Во дескрипција може да го најдете, значи сето оно што го зборуваме и во кој дел од видеото за која тема разговараме, со тоа што овдека ќе го ставиме и линкот до Black Friday видеото за промоција на нашиот Patreon канал. Одма под тоа може да најдете и линк до Patreon каналот. Значи уште еднаш ќе кажам, ова е заедница на професионална заедница на инвеститори во Македонија. Како што кажав, значи да, имаме некоја мала чланарина, но со тоа ние практично го градиме овој канал, купуваме се што ни е потребно како опрема за нашето студио и понатаму ќе организираме се во однос на станите кои што ги планираме на самиот канал. Дополнително, значи овдека ги имаме Купи ми кафе апликацијата и овие блокчейн адреси кои што представуваат нашиот добротворен дел од каналот, каде што сите овие кафиња и донации кои што се ни ги пратиле на блокчейн адресите и понатаму остануваат да бидат добротворниот дел на каналот. До сега имаме направено 2 добротворни акции, планираме да направиме уште повеќе, каде што се тоа што сте го пратиле до нас ќе биде доставено до некоја македонска кауза. Последниот пат тоа беше црковна организација каде што доставивме 2 донации од 700 и 800 евра во прехранбени продукти за оние кои што има најпотребно во Македонија. Потоа ги имате нашите социјални мрежи кои што ви препорачал да ги следите, значи има многу дополнителен контент надвор од овие видеа, затоа што нормално не можеме постојано да правиме видеа, но може да најдете многу дополнителен контент, така да заследете ги. И овдека се нашите 3 канали, Odyssey, Rumble и Rutube, кои што се резервни канали со целата оваа материја, со тоа што на Rutube моментално правиме еден интересен начин како оние кои што се нови на канал можат да почнат да ја следат оваа материја која што ја заостанале, така речено. Значи онаа огромна плейлиста од 130 едукациони видеа кои што ги имаме на нашиот канал за фундаментална и техничка анализа, моментално постепено видео по видео ја аплодираме на Rutube секое утро. Така да наутро може да најдете видео од нашата плейлиста која што веќе сме обработиле и на тој начин може да го следите овој материјал дополнително за да стигнете до она што сите други го знаат на нашиот канал. Тоа е се за денес, се надам дека уживавте и нормално не заборавајте дека во текот на утрешниот дел следува специјалното неделно видео. Тоа е нешто што ви препорачувам да не го пропуштате. Секоја недела има нешто возбудливо и ново на нашиот канал. Значи, затоа и имаме така наречено посебна категорија, така наречена специјално неделно видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.